ВМРО и СДСМ и денес војуваат да докажат кој е виновен за хаосот со пасошите. Од Охрид, Христијан Мицковски категорично изјави дека вината е во СДСМ и повика крај на граѓанската голгота со пасошите. Па решението ние го понудивме во рамките на парламентот. Законот е доставен, треба само да се охрабрат овие од водачкото мнозинство и да го гласат. Многу едноставно. Еве, гледате како што тоа така го направија со Европското знаме за законот за игри на среќа, кога се легализира, односно се прави обид да се легализира онлайн обложувањето и друг тип на користење на игри на среќа преку мобилен телефон, така можат брзо и експресно да го поддржат законот кој што ВМРО-ДПМН и пратениците на ВМРО-ДПМН го имаат предложено во парламентот. Од друга страна, СДСМ напресбеа децидни дека автор на хаосот е ВМРО-ДПМН. Наместо да го зголеми капацитетот за сликање и вадење пасоши, ДПМН преку нивниот технички министер го укина вадењето пасош без закажување. Тоа негативно влијаеше. Драстично е намален бројот на граѓаните кои може да се сликаат, со што се пролонгира целиот процес со месеци. Тоа значи дека граѓаните со месеци нема да можат да добијат нов пасош, законскиот рок за издавање пасош не се почитува. ДПМН од Белиот дворец со месеци тврдеа дека ќе го решиле проблемот со личните документи.